الحمد لله نحمده نستعين به ونسترشده من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جاهد به وشهد وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله تعالى وسلم رسول الله سيد الخلق بشر مع اتسم عين بنظر أو سمع أذن بخبر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل أصحابه وعلى ذريته من ولاه ومن تبعه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يسمع القول فيتبعون احسانه فيدخلنا برحمتك في عباد الصالحين واخرجنا من ظلمات الجهل والوهم الى انوار معرفه الولي ومن حول شهوات الى جنات النعيم قال الله تبارك وتعالى في كتاب كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر مثلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قاله أنا والنبيون قبل لا إله إلا الله وقال أيضا خير دعاء يوم العرفات Zahvalnost mu pripada jedin jedinstven Allah Žešanu. Него му се молеме. Он него милост и помош и опрос барака. Додека салаватите му припаѓаат на последниот пегамбер салаллаху алейхи ве селем, Мухамед салаллаху алейхи ве селем, неговата честна фамилија, неговите наследници сахаби, табиин во улил емри. Почитувани џемати, да викаме Zahvalnost mu pripada jedan jedinstven Allah Žešanu. Него му се молеме во овој ден џума, муслиманите стана 7 милиарди нешто. Сите не се обврзани и сите не се, но барем една третина денеска го увеличуваат Allah Žešanu. Денеска го увеличуваат и посебни муслимани кои Allah Žešanu ги повикал во посебно место и денеска чекаат од нивните доби да Allah Želešanu иншалла ги опросте и Allah Želešanu иншалла ги врате како што ги родила нивната мајка. Почитувани џемати, Аллахова волја, Аллахова правда, сака што сака, праве што сака и тој одредува и нас ги наредува. Што значи? Allah Želešanu се колне во одредени работи, ги увеличува одредени работи. Allah Želešanu се колне во земјата, се колне во небињата. Allah Želešanu се колне во луѓето, не се колне во колнени кои ништо колнеме во него, но кои повеличава човечанството и од човечанството изваде посебни луѓе кои ние сме нивни наследници и ние ги пратиме нивните чекови. Како што Allah Želešanu од човечанството одбере Адем да биде пегамбер и одбере десетици други и стотици пегамбери, па дури и илјадници пегамбери и ставе печат на пегамберите и највише го возвиша нашиот пегамбер Мухамед салаллаху алейхи ве селем. И затоа ние го возвишуваме, и затоа ние салават го даваме, затоа што тој ќе ни биде, и тој е единствен пегамбер кој ќе ни биде наш шефаачија, иншалла јаумил ахир. Додека другите уммети и наследници на нивните пегамбери нема да ја бидат и нема да бидат оддаснати. Кога Allah Želešanu ги одбере човекот,
на човекот за да се приближе му даде неколку работи и некои денови, посебни денови, јал што се колде. Како што се колде во Сабат, во Фетр, во Лејанин Ашер и во последните 10 дена, тие се овие 10 дена на Зулхиџа кои сме ние во нив. Во овие 10 дена Аллах Желешану подобри денови не створил на дуњата. Ја го цитирав хадисот кој пегамбер саллаллаху алейхи рекол: "Хајр ман ҡалеha лана набијуни क़абле ла илаха илlallah." Најдобро што рековме јас и другите пегамбери ла илаха илlallah. Но најдобри денови Аллах Желешану ги створил во Зулхиџа. Некои ќе речат: "Оџа, Лејлетул Кадр е подобра од 1000 вечери." Тоа е точно така. Но овие 10 дена е подобра. Но овие 10 дена се подобри од Лејлетул Кадр. Затоа што Лејлетул Кадр е 83 години и 4 месеци. Може човекот да живее и по 100 и повише од 100 години, пак да остане нешто од гревовите. Но кој појде и кој се најде и на кој на Аллах Желешану му ги пишал да биде, да појде на аџилот, тој ќе се врати иншаллах без ниеден грев. На кој? На оној човек иннема раману биннијат, кој пошел со искрен нијет. Човек кој не пошел за трговија, човек кој не пошел да го викаат самоаџија, човек пошел затоа што се плашат Аллах Желешану, човек пошел што знае дека само тој Аллах Желешану знае што тој има направено во својот живот. И зошто ни одеме на аџилот? Одеме на аџилот затоа што ние знаеме дека Аллах Желешану се знаат. Може најблиските да не знаат. И жена, и деца, и другари. Но има работи кои душата не ти повтре да ги кажеш. Само Аллах Желешану. Во овие денови, на тоа место Желешану го одбере на дуњата, на земјата место, одбере Мека. Е највозвишен. И ги повикат. И ги викат само оние кои сакат да го простат. И ако тие не искористат и не бидат со искрен нијет и после нивното одење не го практикуваат правилно аџилот, тие и задумно потрошиле пари, пошто најтежа денови се деновите на аџилот. Има хадис на пегамбер саллаллаху алейхи ва салем кој вика: подобро го прашале сахабите, што е најдобро? Најдобро чекале да кажат дека е джихад. Джихад е да умреш во името на Аллах Желешану. Рекол не. Најдобро и најсакана работа кај Аллах Желешану е да појдеш на аџилот и да ти биде примен аџилот. И рекол да се подоброто аџилот е да појдеш во джихад. Ако умреш во името на Аллах Желешану со цел да умреш, значи hoćeš да умреш, значи да се бориш додека ако ти пише на смртта да умреш, ти и твоето богатство што го имаш да не се врати. Значи да го дадеш цело богатство. Нема такви сега луѓе како што беше во Мека, Омер, Осман и сахабите што цело богатство го дадат. Многу ретко имат, слушаме поединци. Но, значи подоброто аџилот го немат. Потешкото аџилот го немат. Сега е лесно со авиони, со автобуси и тоа полесно се прават. Иако е тоа машакка, се вика тараски, иако е тешко, но порано оделе со месеци, се враќале другите години и така натаму. И Аллах Желешану за таа тешкотија кои тие трпеле, а тие во името на Желешану таму пошле, тие луѓе не пошле за никаква трговија. Каква трговија ќе направат со месеци на која се вратат? Тие не знаеле дека ќе се вратат затоа што не биле ни самите патишта сигурни. Но
многу лесно, Алшан ни олесна и требет кој во можност да не пропушта тоа шанса. Ние некој не знаеме дека Алшан знае дека ние сме грешници и секој знае колку има направено во својот живот. Потрудете се, заштедете, од некои луксузи откажете се и направите нието оваа година за другата година. Но не заштедевте и немате пари до другата година. Нието ако ви искрен дека сакате да подете на живот и ако се преселите до другата година, ќе Алшан ќе биде применат живот. Како да сте поштени. Ама ние искрен. Ама ние оваа година не ојме затоа што требат или да обновиме куќата, или да земеме нива, или да земеме намештај, или злато, или. И ќе оставиме оваа дуња, ние не сме го исполнили петтиот шарт, се вика тач. Петтиот стол. Викат кој е во можност? Тој не ти викат фарсе само за оние што можат. Оние што не можат, и тие нека направа ние оние што можат. О, Господе, ако ми даеш богатство и можност да појдам на живот, ја ќе појдам. Валлај, ако не ти дајат, ќе Алшан вика ти е примено како да си пошол. Пошто Алшан го дава рискот. И ти не си обвинат за тоа, ама да направиш нијет. А некои луѓе, и ние се знаеме меѓу себе, немале ништо. Алшан им дава, работеле со пот, заработеле, све имаат да купат на дуњата, најубави коли имаат, све имаат и пак срцето не им повстида кој начин. Заборавил го сиромаштијата, заборавил дека заоставил многу фарзови, се заборавил дека направил многу гревови. Ова го е последната шанса, затоа е последен шанс. Хаджот е последен шанс. Затоа што ти е последна шанса да појдеш на живот и Алшан да те врати како што родила мајка ти. Види колку е милостив. Толку е милостив нашиот Створител. По 50-60 години или по 20-30 му грешаваме. Ако ти го сторен нас, ти дал можност и пари, ти пак не сакаш да појдеш. Значи, да се загрижете и да се молите на Алшан. Оној човек кој не се начин. Да знаете дека и Алшан го неќе да му појде кај него. Зошто? Затоа што нема искрен нијет. И затоа поштоју џемати. Пошто сакам името на Алшан. Сакам, како што сме обединети во оваа џамија, така иншаллах да се најде во џеннет сите заедно. А во џеннет најсигурно е појди на живот со искрен нијет, појди таму без никакви други твои замисли дека ти ме викаат аџија или вака и така, врати се чесен, продолжи го твојот аџилот. Не само одам на аџилот, више не треба да работам ништо, не. Работата е фарс после аџилот. Но после аџилот треба да бидеш она што си го зборувал, што ти слагало твоите усти, да внимаваш што зборуваш, да мислиш пред да кажеш, ако си грешил. Некои твои грешки што ги знаеш, што ти натрупале гребови, да се откажеш од нив. Ти не знаеш, јас сум многу млад и не одам на аџилот, пак ти грешам. Ти си ја знаеш душата, значи ти немаш искрен нијет. Ти пак поеш на аџилот, но пак ќе обрешиш се, пак ќе преваруваш, пак ќе позинало, пак ќе земаш земни туѓи, пак ќе зграбчуваш. Значи правиш работи, чабе ти се што си пошол. Затоа, после аџилот треба човекот да го запази тоа што го Алшан го награди. Што е џемати? Во овие 10 дена, денот кој Алшан нас ни дал можност. Секој нема пари да појде, но му дал можност се да работи. Му дал здравје, исто како да пошол начин. Овие 10 дена, еден себаб се наградува 10. 10 за 700. Хадис вика вака, инна Аллаха катаба хасанати бесејјат. Алшан вика
ги напишал и гревовите, ни ги напишал и нашите себаби. Овие работи се одредени. Но, фелем јамелха китаб Аллаху илла хасана. Кој би ќе направи еден себаб, Аллах ќе го награди 10. За 10 седачи, за 700 години. Што значи тоа? Овие 10 дена давајте садаки. Давајте садаки колку што можете. Овие 10 дена не оставајте намаз во џемат. Овие 10 дена не оставајте нафиле, затоа што еден ден, сега ќе се вратам како што кажа прво, еден ден од Зулхиџе е подобар колку 10.000 дена од обичен ден. Еден ден, хадис викате, подобар колку 10.000 дена. 10 дена по 10.000, 100.000 дена си ти во ибадет. Ние колку живееме. Видите дека е подобар од Лејлатул Кадр и Рамазанот. Значи, се набрате, овие денови не ги пропуштете. Пазете се со вашите усти. Пазете се со вашите раце. Пазете се на вашите нозе. Значи, овие денови однесувај се како да си наđено. Наđено тие таму, ќе се туркаат, ќе се онаат ужи. Види, сабар. Правите сабар тука, исто кој да се наđено. Во овие денови, ако сте налутени едни со други, смирете се. Во овие денови, браќа, да се смират. Сини, татко или било најближна фамилија, обединете се. Во овие 10 дена, не чекај некој да ти каже да направиш добро, но самиот ти да дајш. Пошто ние кажуваме и ќе речат, абе тие, тој ми е работа и некој им рекол да кажат ке да даваме. Ние не знаеме, не. Нас ни е опрска да ви кажеме. Но да не подсетеме ни е опрска, а вие без да ви кажеме треба тоа да го направите. Кога кажам ја да колеме курбан, секој си знае нешто. Толку нема предопатко во денот, некој по 2 пијат, заштеди, ете ти курбанот. Ако сакаш се плаша од Желешану, ти, тој курбан ќе ти биде тебе влезна во џебот. Но ти, викаш не можам да заклам курбан, не сакаш децата и фамилијата да се радуваат, не сакаш и не сакаш затоа што има други работи во дуњата. Дуњата ќе оставиш. Но тоа што ќе го дајш со своја рака и што ќе го заколиш со своја рака, тоа ќе го најдете. Поштуваш мати, овие дена можат и тука, без да одеме на живот, да сме прави аџи. Што значи? Да пазите реколи на вашите усти, на вашиот сабар, на вашите нозе, на вашите раце, исто како да се направи аџи. И за крај, има многу да кажем и иншалла ќе кажуваме. Јас се надевам дека иншалла секој од нас ќе го опишет денот на Арафат, кој Аллах Желешану најсаканата дова му е довата на Арафат. Тоа е Бајрам 12 овој месец. 11 е ден на Арафат, што може да. Во овој ден да не остане некој, можат, ја ќе кажам или не можат, но се подразбират тие што можат, да не пропуште ден, да не опусте тој ден. Во тој ден нема дова што Аллах не е примат. Дали се тие во Арафат или ние сме тука, молете се за вашите деца, за вашето здравје, за вашата фамилија, иншалла Аллах Желешану ќе ви ги прима сите ваши молитви. Тој ден, ако не можеш тој ден да го постеш, па тоа е штета. И идете малце на самата душа, дајте изорец. Ако тој ден не може едно акче, закасни го до после сега и порано акшамот. Поубаво времето. Пошто Аллах Желешану не ги одбива довите на тие што се во Арафат, а нарочито на оние кои не поште во Арафат да се постати, што тамо не постат. Зошто? Се ослободени, затоа што е многу тешко, топло, вода требат. Ако постат, тој не може тамо. Многу е. Тие се ослободени, но ние не сме ослободени. Ние треба да постеме, а на постаджијата довата не му се одбиват. И молете се во тој ден, во тој ден дајте повише садаки, молете се за вашите родители.
живеете и ние живееме и јас и сите на нивните имоти и он нив пак се ранеме, дајте за нив садака, молете се за нив да Аллах Джелешану го спојат во ахирет како што бевте во џеннет на дуњата. Значи, тој ден да го земете ден и ја ходете на работа, земете од сега слободен ден. Земете слободен ден на ибадет направите. Затоа што тој ден не знаеме нито да чекаме едната година. И затоа почитуваме џемата. Припремете се на 11. Тоа е недела. Иншаллах, да ја наполните џамите за сите 5 вактови. Да се молете, правите повише на филиње сунети кланети. Затоа што тој ден е подобар и од џумата. Во џумата имате ден сат на минута, кој ние се наоѓаме сега, што нема довала што не е примат. До икиндија тоа е. И затоа не се брзајте. Те кланете фарзојте и одмах избегат младите на сунетите. Зошто сунетите и кланете? Зошто не само сунет, не 10 рекјати, и 100 да можеш да кланеш, ако има здравие клање. Не напуштај. Затоа што до икиндија имаш еден минута, еден миг, што добата ви катала што не мора био. Исто во Арафат има момент во тој ден што да се молете, иншаллах ќе биде пример. Аллах Джелешану да ни опрости. Аллах Джелешану да ни се смилуваат. Аллах Джелешану иншаллах да ни направи насип секој ден од нас да појде на Арафат. Секој ден од нас да застанет. И Аллах Джелешану кабу да го постори на оние што пошле и тие што се појдени таму. И иншаллах да се молиме во тој ден едни за други. Дозволено е да се молиме едни за други како што ни е дозволено некој за својот родител испрати обеден или некој пошто за својот родител, има такви луѓе знам. Значи испратил анач за својот родител, а тебе и на ач да се не му испратиш, а на тој ден да се помоли за својот родител. Не можеме да се молиме за родителите и за себе од кафињата, од улиците и през правите. Ќе се молиме за себе, за родителите, за децата и за село богатство, само во џамиите и на сежде бисмилlah. Ашам да ве награди за вашиот забор. И Аллах Джелешану иншаллах да ни направи насип година на ова исто место, во исто ден, заедно пак да бидеме. И Аллах Джелешану иншаллах да ни опростет и да ни опрости нашите гревови, како оние што се на Арафат, исто иншаллах и нас. Ела ин ахсана калам раббил мидан, калам Аллаху мелики бизасил алла, кема кала Аллаху тбарaka ва таala fi kitabil karim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Салам алейкум. Од исламот правиме две џумаи. Џумаите се делат, затоа стануваме и следуваме. Во арапскиот свет и кај нас тука ние оставаме само со салават и го завршуваме. Добро е да кажеме пак да збориме на реченица не повише. Ова реченица, овој збор ќе го кажам за курбанот. Ќе го кажам за курбанот, ќе се надоврзам уште една минута. Имат џематли кои се во странство. Има луѓе кои се тука, курбанот е 1/3 за себе, 1/3 за фамилијата и 1/3 за сиромаштијата. Но, овој хадис и ова поставка било кога муслиманите и во некои места каде што сиромаштијата, самите тие што поле не биле доволно богати. Но ние кај нас сме доволно богати, што не треба таа 1/3 ќе оставиме за нас. И уште 2/3 ќе ни дојдат од фамилијата. Ако сме дале 100 евра, имаме место за 150 евра. Остајте само купуда за еден ручек. Таа 1/3 е многу. Ние сме во добро состојание. Гледајте на сиромаштијата, на исток, на запад, во вашите земји. Зошто ова сакам да го кажам? Еден од странски ми се јави, викат, го дадов курбанот во Сомалија.
викат верители. Рекол вака, Аллах као исторец, но не се знаец и не се рекол да пегамбер селем, кога колел во Медина, да дал за Мека. Или тие што колат во Мека даде за Медина. Нарочно за пегамбер. Прво, за фамилијата. За сиромаштијата најмаше треба. И сега ти гледаш фамилијата ти е богата. Сиромаштија нема толку многу. Ти ќе дај за својата држава, таму ако немат полисичани, ќе имат Кочолопеци, Кичево, Прилеп и така, и што имат муслимани. Ја не сум против и валлај ништо не навидам. Има шартови кај да го дајме курбан, кој што ние утре сме сабота и сигурно од вас велат курбање. Гледајте курбањето да стасат на вистински места, да се закладат во името на Джелешану, да одат на сиромашни, додат тие што работат во името на Джелешану. И затоа не викам ја, давајте во медресето, пошто ти си дел од медресето. Да, сум, ја бев тој што секој ден таму на учениците имаме ние место да јавиме. Зошто тоа беше од вас? Затоа што ние дававте курбање и некој дават курбање. Тие деца што учат таму, тие учат во името на Джелешану. Секој ден имам што ќе застане на ваква курба. Секој ден имам што ќе ве клања во мира или некого некаде го клањат, вие ќе имате сега по тој курбан што ќе одајте таму. Зошто? Исто кој човек кој ќе краде џамија. Ќе се собера 1000 души да крадат џамија, 2000 или 10.000. Дали по 1 динар, ама додека постои таа џамија и тој динар ќе биде свратен во џамија. Ово е курбан, ти е и курбан и садака, џарија, вечна садака. Зошто? Ќе го јадат луѓе, ќе го јадат деца, там е многу јатини. И ние сме праќени од јатини. Сиромаси деца. Тие ќе бидат имами повикувачи. Секој едно повикување, секој еден збор ќе бидат од ваш свет иншалла. Ако немате потреба да ги тие курбани за вас, значи се стјавате добри, дозволено е да ги дадете до тие џемаијат свикат, до тие организации, каде што тие ќе ги заколат, а исламската заедница ќе ви дајат глас кога да го направе и другиот ден ви носят курбан во пластифицирано, без вакуумско, пак ќе ви го донесе тие што даде курбан, ќе донесе едно парче месо, дали нога или кој дел од телото, пак ќе јадете од тоа месо. А ти ќе дајеш во Сомалија, ќе дајеш во Еритрија, ќе дајеш било каде. Прво не знаеш да ви стигнал. Се прават многу далавери. Верувајте ми, се прават многу далавери. Ни се колат доволно, ќе кажаат стигни. Прво колењето треба да биде назначено бисмилlah во името на Фила. А исламската заедница ќе ви дајат благодарница и таа морат да наведат колема за Мухамеда, за Ахмеда, за... А дали таму тоа ќе го направат? И прво ќе одговорен ти за своето општество, а потоа за другото општество. Извинете што е закаснат, но кој се одлучат да даде за исламска заедница, може преку благајникот на телевизијата, кој ќе ви даде платница и иншаллах благодарница, Аллах како да ви примат сите курбани. Се надеваме, но сакам да ви стигнат и да ви бидат пример на вашите курбани, иншаллах. Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна ала наби, ја ајюха аллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.